Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, исто како и за време на изборните циклуси, ќе врши мониторинг на медиумското известување за референдумот, но со оглед на тоа што со законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните нема прецизни правила за начинот на известување на медиумите, емитувањето на јавна пропаганда и почитување на молба. Агенцијата изработи насоки со кои ќе се адресираат овие прашања. Тие се во форма на нацрт препораки, кои веднаш по завршувањето на денешната пресконференција ќе бидат објавени на нашата веб страница. Препораките ќе бидат финализирани после 17 август, кога ќе истече рокот за доставување на предлози и забелешки. Сите конструктивни забелешки, релевантни предлози се добредојдени, очекуваме дека сите засегнати страни, а посебно медиумите, ќе се вклучат во јавната консултација. Мониторингот што ќе го врши агенцијата ќе биде во согласно со овие препораки. Имајќи предвид дека станува збор за исклучително важно прашање, очекуваме медиумите да се однесуваат согласно улогата што имаат во развојот и непреченото одвивање на демократските процеси, односно дека ќе се придржуваат до начелата за праведно, избалансирано и непристрасно известување преку создавање услови за еднаков пристап до медиумите на заинтересираните страни. Известувањето за референдумот треба да биде во согласно со одредбите и принципите утврдени во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и со Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните. Оттаму програмите на радиодифузерите не смеат да фаворизираат која било од заинтересираните страни во референдумот, не смеат да содржат информации и пораки насочени кон насилно уривање на уставниот поредок на земјата, кон поттикнување, повикување или кон разгорување воена агресија, говор на омраза или да поттикнуваат на расна, верска, етничка и национална ксенофобија или други форми на омраза. Известувањето за нормативните аспекти, за текот на јавната пропаганда, за резултатите од гласањето и за натамошната процедура во дневно-информативните не треба да биде наметливо и сугестивно. Напротив, медиумите треба да се придржуваат кон начелата на професионална етика, односно да бидат одмерени, непристрасни, објективни и да не го наметнуваат своето мислење. Коментарите во дневно-информативните емисии треба да бидат јасно издвоени од вестите и извештаите од настаните поврзани со референдумот. Во дебатните емисии новинарите да обезбедат фер услови во кои нема да се нарушува дигнитетот на учесниците во дебатата и на самата дебата. Со цел јавноста да не се доведува во заблуда, неопходно е да се објавуваат резултати само од научни испитувања на јавното мислење во врска со референдумот, при што радиодифузерот треба да го соопшти името на нарачателот на испитувањето, на институцијата која што го спровела, периодот на спроведувањето, применетата методологија и големината на испитаниот примерок. Објавувањето на резултатите од испитувањата на јавното мислење во врска со референдумот е дозволено најдосна 5 дена пред датумот одреден за гласањето. Во однос на платената јавна пропаганда на радиодифузерите не се доделува дополнително време за рекламирање на комерцијалните радиодифузери, поради што времето ќе се смета во рамките на лимитите за рекламирање од 12 минути на реален час. Платената јавна пропаганда треба да биде одвоена од другите рекламни пораки и видливо означена како платена јавна пропаганда, а нарачателот мора да биде јасно означен во текот на целото време траење. Радиодифузерите треба да создадат услови за еднаков пристап на заинтересираните страни во референдумот до облиците за платена јавна пропаганда. Ценовниците за платената јавна пропаганда радиодифузерите треба јавно да ги објават и да ги достават до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. За разлика од комерцијалните радиодифузери, јавниот сервис не може да емитува платена јавна пропаганда. Од друга страна, има обврска да емитува програми за информирање на граѓаните за начинот и техниката на гласање. Тие треба да ги покриваат сите аспекти на референдумот, вклучувајќи јавен увид во избирачкиот список, активностите на заинтересираните страни за референдумот, гласањето за денот на референдумот, пребројувањето на гласовите и објавувањето на прелиминарните резултати. Воедно имајќи ја предвид неговата специфична улога, односно општествена улога, јавниот сервис треба да организира стручни дебати и емисии за референдумот од повеќе аспекти. Сите облици на јавна пропаганда поврзана со референдумот
мора да завршат најдосно 48 часа пред денот на гласањето. За време на референдумскиот молк, радиодифузерите треба посебно да внимаваат до завршувањето на гласањето да не емитуваат информации, изјави, соопштенија и други облици на известување со кои може да се влијае врз одлуката на граѓаните. За да не бидат редакциите и новинарите намерно или ненамерно искористени за вршење јавна пропаганда за време на молкот, препорачливо е да се користат официјалните извори на информирање определени во Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните, Државната изборна комисија, општинските изборни комисии, избирачките одбори. Во случај на известување од облици на попречување на гласањето, физички, вербални инциденти и слични прекрашувања на изборната процедура, покрај горе наведените институции за официјален избор се смета и Министерството за внатрешни работи.